Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат одам на мистичниот, древен и таинствен рид над Велес, ридот моментално наречен Свети Илија Громовник или постаро Перун Громовник, рид кој сведочи за нашето ветско минато, за нашата старост на овие простори и нешто што представува некој вид мистерија голема, најголема на овие простори, а тоа е како нашите предци успеале ридот да го направат да изгледа токму како ликот на Перун Громовник или Свети Илија Громовник. Значи имено ридот на кој што одам сега, доколку се погледне од птичја перспектива, оформува лик на стар човек со брада, со подотворена уста и со едното око замижено, што асоцира на ликот на древниот Перун. Но што е најинтересно, ме чуди зошто овој лик е направен да се гледа само од небо, односно може да се види само од авион и од птичја перспектива. Значи овој лик е наменет за некој одозгоре и некој одозгоре може само да го гледа. Па ајде одиме сега на ридот да ви ја раскажам легендата за Перун и за Велес. Иначе ридот Свети Илија се наоѓа непосредно над Велес, или Перун се наоѓа одма над Велес, како што е опишан во нашите древни приказни. Па ајде одиме да се искачиме сега на врвот. Да се заблагодарам на сите претплатници на мојот канал Сонцогор, а највеќе на моите членови, кои што со некоја символична сума од 100 денара па нагоре го поттржуваат Сонцогор каналот. Ви се заблагодарувам од срце и да ви кажам дека без вас не можам да функционирам. И ве охрабрувам сите вие други кои што се уште не сте станале членови, да одвоите едно кафе за Сонцогор и да го поддржите на месечно ниво, за да можем да истражувам и опстојам. Еве јас тасав горе скоро до врвот Свети Илија, а ви благодарам од срце за поддршката. Станете членови, поддржете во Сонцогор, а ние продолжуваме со видеото. Еве се искачив горе на ридот Свети Илија Громовник или Перун Громовник. Тоа е дел од нашата митологија. Громовник исто така го викаат и Один во нордиската митологија. Но за Перун малку се знае кај нас. Сега ќе ви раскажам за Перун и за Велес, двајцата лути соперници. Велес бил владетел на низините, на реките, на езерата, на шумите и заштитник на целиот жив свет. Додека Перун секогаш бил заштитник на птиците, на врвовите, на високите дрвја. Тие лути соперници се бореле од секогаш. Велес секогаш пробувал да се искачи горе до Перун, а Перун одозгоре со помош на молњи
или громови го спуштал на земја. Меѓутоа тоа не го спречувало Велес одново секоја година да се раѓа одново и да проба да се искачи до Перун. И тоа е една убава символика за тоа дека без разлика колку пати Перун ќе го бутне Велес доле, тој пак пробува да се искачи на врвот, односно пак пробува, што е убава приказна и убава символика за тоа дека без разлика колку пати паѓаме, треба повторно да пробуваме да се качуваме. И токму тие наши стари, премудри, митолошки приказни ни раскажуваат за тоа. Иначе нашите предци одавале почит и на Велес и на Перун, а во некои делови кога се прави свадба тие даваат поклон на корењето дрвото и потоа се качуваат горе на крошната и таму даваат поклон, односно и на Велес и на Перун. Никогаш не се мешале во тие енергии и секогаш гледале да го искористат најдоброто од сите тие енергии. И кога ќе дојдам на овие места, ја се потсеќам на нашата митологија, на оваа наша македонска древна земја, на овој стар наш народ, на кој што пробуваат да му го исечат коренот како на еден голем јавор, за да може лесно да го кутнат. Меѓутоа корењата на овој народ се длабоки и се јаки колку фондацијата на земјата. И не можат да ги сечат и не можат да го кутнат тој голем јавор. Затоа треба да се гордееме со нашата историја, со сите овие мистични, древни места и секако со нашето богато наследство и со нашиот карактер. Едно нешто што ме восхитува кај овој народ, тоа е карактерот. Низ сите премрежја, низ сите бури, со помош на своите корења кои што се длабоки во земјата, обстојува. И би ве поттикнал сите и мотивирал да ги пуштате корењата уште подалеку, односно корењата се нашата митологија, да не се срамиме од неа затоа што учиме за грчка, за нордиска, за секаква митологија, а не учиме за нашата македонска митологија, која што е премудра и богата со лекции и информации. Се надевам ви беше интересно ова видео. Тука го завршувам видеото. Останувам туку уште малку да уживам во ова магловито убаво утро. Планирам утре пак да дојдам на ова место. Се надевам ќе има сонце. Меѓутоа сега за сега толку од ова видео. Ви благодарам што го изгледавте. Уште еднаш да ве поттикнам да се претплатите и да станете членови, да го поддржите Сонцогор, а ние се гледаме во некој мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.